Благодарејќи на цела плејада научници од разни светови во светот на науката, одделно на древната македонистика и македонската археолошка лингвистика, денес е покомплексно и пообјективно осознаен почетокот и континуитетот на умноста и разновидната дејност на човекот и на човештвото. Надминувајќи ги детските болести во науката и преоделевајќи ги заблудите на минатото, многумина, според поимање на доктор Лидија Славеска, слободни луѓе, допреле до длабочината на вековите и лјадолетијата, откривајќи ги, спознавајќи ги и презентирајќи ги прапочетоците на писмената, јазичната и културната традиција како придобивки и континуитет на преисториската револуција на палеолитската и неолитската цивилизација на умниот човечки род. Во Западна Европа, од втората половина 19. век, археолозите почнале посистематски да го проучуваат старото камено време, палеолитот. Најпознатиот француски археолог Едуард Пиет, кој живеел 1827-1906 година, со 1400 облутоци и други артефакти од пештерата Маз де Азил, е прв кој проговорил за писмена традиција стара около 25.000 години пред наша ера до 8.000 години пред наша ера. Министерството за култура на Франција во почетокот на 2009 година на својата веб страница Джоконда стави податоци за 102 палеолитски наводи. На изгравирана декоративна композиција на мамутска коска од така наречената магдаленска култура со датирање 15.000-13.000 години пред наша ера, во јануари 2009 година ги дешифрирав имињата на македонското древно митолошко тројство богот Ил, богињата Ма и нивниот син богот Иле, тоест македонски начела од машки, женски и среден род. На артефакт од коска на Северен Елен со инвентарен број 51.311 на Националниот археолошки музеј на Франција и датирање со 19.000-14.000 години пред наша ера, направено од француски и германски експерти, на 4 јануари 2009 година го дешифрирав одлево надесно кодираното име Македонија. Име на великата зета Македонија со најстаро општествено уредување во облик на зети и зетување и со долг палеолитски континуитет. Спознавањето на објективниот свет на светови дало и дава драгоцени податоци за сите фази на постоењето и развојот на умноста и дејноста на човекот и на човештвото, за што говорат следните научни податоци. Според долгогодишните истражувања на палеобиолозите од Руската академија на науки, веќе е познато дека животот на нашата планета започнал некаде пред 2,5 милиарди години со пренесување на бактерии од паднат дел на астероид, кој бил постар од земјината топка около 500 милиони години. Користејќи терминологијата од космографиите на Клавди Птолемеј, кој живеел 100 година, 178 година наша ера, и антрополошките испитувања и датирања на човечкиот машки череп на умниот прапредок, возрасен 25-30 години, од пештерата Црвени стени на Халкидик, извршени 1960-1979 година од германски и грчки палеоантрополози и други експерти, како и податоците објавени 1997 година во археолошкиот лексикон од професор доктор Драгослав Стрејовиќ, кој живеел 1931-1996 година, може да се тврди дека во Македонија и на македонскиот полуостров луѓето одат исправени и гордо размислуваат со своја глава најмалку около 600.000 до 160.000 години пред наша ера, а според истражувањата во 1979 година и податоците изнесени на научниот собир за антропологија во Атина од 13 до 19 април 2005 година, професорот по палеантропологија
Рајнер Проч од Универзитетот во Франкфурт утврдил старост околу 260.000 години пред наша ера, додека професорот Ари Пулјанос од Грција научно тврди дека черепот на умниот прачовек е стар најмалку 700.000 години. Оригинални артефакти со уметнички творби во облик на разновидни геометриски фигури, кои се насликани со разнобојни пигменти на лушпа од ноеви јајца и датирани со околу 200.000 години пред наша ера, се они од пештерата Бломбос во Јужна Африка, кои под покровителство на председателот Нелсон Мандела се испитани од истражувачки професори на реномирани истражувачки центри на Норвешка, Германија, Франција, Италија, Соединетите Американски држави, Канада и Јужноафриканската република. Многобројните разновидни испитувања, а одделно систематските стратиграфски истражувања во пештерата Бломбос, Јужна Африка, придонеле не само кон значително комплетирање, туку и кон преобразба на целокупната научна слика за палеолитскиот свет на светови. Од исклучително значење се истражувањата и датирањата на материјалната култура направени од професор доктор Кристофер Хеншилвуд од Универзитетот во Берген во Норвешка, на професор доктор Франческо де Енрико, директор на Центарот за истражување на Соединетите Американски држави, на Мајлк Балтер од Бостон и така натаму. На камена плочка со големина 2 на 2 сантиметри, датирана со 100.000 години пред наша ера, на 9.6.2010 година дешифрирав текст од македонска писмена, јазична и културна традиција и најдревен митолошки систем на човештвото со фиксирани имиња на најстаро фамилијарно митолошко тројство Ил, Ма и Иле, тоест први начела од машки, женски и среден род во светот, кои се спознати благодарејќи на дешифрирања на надписи документирани на повеќе преисториски артефакти на древната македонска археолошка лингвистика од повеќе локалитети во Европа, Африка и Азија, и истите веќе се третираат во систем со нова апсолутна хронологија и со почетен палеолитски континуитет најмалку од околу 100.000 години пред наша ера, бидејќи со такво датирање е утврдена најстарата стихотворба на светот, во која најстариот македонски и светски поет и писар ја овековечил на камена плочка 2 на 2 сантиметри со древно македонско фонетско писмо и на древен македонски јазик. Дешифрираната содржина одгоре надолу, со комбинација од лево надесно, на најдревната македонска и светска уникатна творба гласи на древен македонски јазик: Сма, с илем, ил, сл, ма, сл, ил. На современ македонски јазик гласи: Сома, соиле, ил, салма, сал ил, или со варијанта само ма, само ил. Најстарото име на Европа во преисторијата, тоест во палеолитот и неолитот, било Македонија или Зета Македонија. Моментално најстарата стихотворба на денешна Европа, која како континент има име од подоснежната македонска митологија од периодот околу 1500 години пред наша ера, а во палеолитот била составен дел на територијата на Великата Зета Македонија на 3 континенти, е таа изгравирана на зап од мамутка со букви на древномакедонска азбука и на древен македонски јазик, која е пронајдена во Мамонтова екурија на Северен Урал во Русија, која е датирана со околу 40.000 години пред наша ера од руски и американски научници и која од десно налево
на 2 март 2009 година ја дешифрирав со следниот оригинален македонски палеолитски текст. И Уралу, утъп гор върв, дъхилът, ес живи тъщ гър, пир реалут, ръс ма, мил или лъп съд, ал лъп. Или на съвремен македонски язик. И на Урал, на тап върв на горите, летот на духовите, есо живиот тещ на горите, пир реа, лут рис нама, мил на или, леп сиот, ал леп. Имајќи го предвид огромниот придонес, што го дала и го дава древната македонистика, македонологијата и одделно македонската археологија, за расветлување на материјалната култура од придобивките на неолитската револуција на македонската цивилизација, вклучувајќи го тука и научниот проект Неолитско село Тумба Маџари на доктор Драгиша Здравковски и магистер Елена Стојанова Канзурова од Музеј на Македонија, веќе стана традиција на неолитскиот локалитет Тумба Маџари во Скопје секоја година општината Газибаба и град Скопје да организират културна манифестација посветена на култот на Ма, која е епонимка на Македонија, најдревна голема мајка Божица од првото митолошко тројство Ил, Ма и Иле на великата зета Македонија, лулка на најдревната цивилизација на светот, со палеолитски континуитет на именката Македонија, со значење земја на Ма, околу 77.000 години, а со писмена, јазична и културна традиција, почнувајќи некаде од 100.000 години пред наша ера. Зачуваните неолитски надписи и записи од времето на Ма, големата мајка Божица, велиме на македонскиот полуостров, користејќи терминологијата од космографиите на Клавди Птолемеј 100-178 година наша ера, кои се напишани со древно македонско гласовно писмо и на древен македонски јазик, биле создадени и припаѓаат на нашите македонски предци од заедничката говорна територија на великата зета Македонија со најстаро општествено уредување во облик на зетување. Познато е во науката и посебно во македонознаењето дека благодарејќи на македонската археолошка лингвистика и датирани со екзактни и компаративни методи, многубројни оригинални артефакти со дешифрирани, автентични содржини на пораките на нашите предци од писмената, јазичната и културната традиција од периодот 7.000-4.000 години пред наша ера, припаѓаат на иноваторството и континуитетот на создавачите на македонската неолитска револуција, која представува составен дел на палеолитскиот континуитет на македонската цивилизација. Како непобитни докази за изнесените научни ставови и заклучоци се древномакедонските надписи од геометрискиот соларен символ на Иле и космографиите од Илина гора или Црна лома кај Осинчани 7.000-6.000 години пред наша ера, што ги открив со помош на осинчанецот Драги Тодоровски во мај 1994 година. Керамичкиот тркалезен печат околу 6.000 години пред наша ера со оригинален надпис Сл Сбо См или на современ македонски јазик Сал со Бога сум или Сал со Бога сам. Теракотната фигура на Ма, големата мајка Божица, околу 6.000 години пред наша ера, и металниот елипсовиден печат околу 1500 години пред наша ера, со оригинален текст Ми им, Кси испсът, Лси испсът, од праисторискиот локалитет Церје, кај Говорлево, близу до Скопје, пронајдени за време на археолошките испитувања 1981 година и подоцна, предводени од археологот Милош Билбија од Музеј на град Скопје. Надписот на древната штичка
од наколната населба кај селото Дупјак на Костурското езеро со утврдено датирање со C14 од 5260 години пред наша ера, објавено во 1996 година од страна на Г.Х. Хурмузијадис, професор по преисториска археологија на Универзитетот Аристотел во Солун, и мое дешифрирање на оригиналната содржина Шпел, седмо колиште. Неолитскиот надпис на Карпот Скочивирската клисура и надписите од породинската група кај Битола околу 5000 години пред наша ера. Експресивната фигура на Ма, големата мајка Божица, околу 6000 години пред наша ера, и артефактите со надписи од тумба маđари во Скопје околу 4500 години до 4000 години пред наша ера, пронајдени за време на археолошките ископувања предводени од археологот Војслав Санев од Музеј на Македонија и така натаму. Меѓу најзначајните писмени споменици од културното наследство на Великата Зета Македонија, како по својата графија, така и по својата содржина, кој споменик се датира со околу 5000 години пред наша ера од страна на професор Марија Гимбутас, а 3500 години пред наша ера од страна на бугарските археолози, е глинената плочка од Градешница близу до Враца со фиксирано име и презиме на Зт. Пир Мкеднски, како најстаро зачувано прапочетно македонско династичко презиме со придавката македонски, а тоа ќе рече во македонската писмена, јазична, културна, државничка, етничка и друга традиција придавката македонски, како изведен збор од именката Македонија, од палеолитскиот службен македонски јазик и праговор на Великата Зета Македонија, е присутна на целокупната говорна територија на македонскиот народ со потврдена неолитска непрекидност најмалку од околу 7000 години, а нејзиниот автентичен стихотворен неолитски текст, транскрибиран со букви на современата македонска кирилица и прочитан од десно налево гласи: скри се ск, лоши луди псни, кои ини иду, шире идат пак. На современ македонски јазик. Скри се сега, лоши луѓе псета, кои поинакви идат, ширум идат пак. И денес, со неолитски континуитет, најмалку од 7000 години, во Куманово и Кумановско се пее слична македонска песна. Што кучиња лајат, моме Елено, што кучиња лајат, лоши луѓе идат, моме Елено, лоши луѓе идат, брата ти го тражат. Од извонредно значење е надписот од зидот на пештерата кај Ситово близу до Пловдив во Бугарија, напишан како и сите други горенаведени неолитски надписи со писмени знаци на преисториско македонско фонетско писмо и на древен македонски јазик, и датиран околу 4500 години пред наша ера, а тоа ќе рече припаѓаат на писмената, јазичната и културната традиција од палеолитскиот континуитет на македонската цивилизација, лулка на светската цивилизација и според разновидните митолошки, етимолошки, лингвистички и други истражувања со 52 објавени книги на професор доктор Ташко Белчев, како и според проучувањата на архитект Вангел Божиновски за македонската неолитска архитектура и култура, та други македонски истражувачи. Од сите дешифрирања што ги направив во последните 20 години, кодираните содржини на оригиналните артефакти, со фиксиран говор и регистрирана способност и умност на нашите предци од Великата Зета Македонија, со територија на 3 континенти Европа, Азија и Африка, и тоа од Амаилијата од пештерата Бломбос, во денешна Јужноафриканска република, од Мамонтова екорија од најсеверниот дел на Урал, во денешна Руска Федерација, од сезетството од Лепеница, во денешна Република Албанија,
Од монолитот К1 од пирамидата на Ил, сонцето во високо во Босна и Херцеговина, од надписите на камења и коски, од Мас де Азил на подножјето на Пиринеите во денешна Република Франција, од соларните символи и космографиите од Илина гора или Црна лома кај Осинчани, та керамичкиот тркалезен печат и металниот овален печат од Серије кај Говрлево во денешна Република Македонија, од глинената плочка од Градешница близу до Враца и од пештерата Ситово близу до Пловдив во денешна Република Бугарија, од обелискот на Зтот Ил и на Зтот Ркле Спаски од Мили Син на подножјето на Кожув планина близу до Гевигелија во денешна Република Македонија и така натаму. Имаат исклучително значење за идентификацијата, распространетоста, апсолутната хронологија и палеолитскиот континуитет на македонската писмена, јазична и културна традиција од незапирливата македонска цивилизација, а тоа ќе рече на Македонија, лулка на најдревната цивилизација на светот на световите. Анализата и синтезата на сите поединечни и колективни истражувања овозможиле да се воспостави пространството на митолошката функција со нова апсолутна хронологија за култот на Ма, големата мајка Божица на небото и земјата, за култот на Ил, Иле и космосот, за најдревните почетоци на македонската и светската цивилизација, да се говори и научно да се докажува постоењето на палеолитскиот континуитет на ерите на македонизмот, да се пребродат и надминат многу погрешни тврдења во науката и посоодветно да се пристапи кон проучувањето на историските ери на македонизмот, чија суштина на филозофијата на синкретизмот била и останала да ги сближува народите, културите, јазиците, боговите, митологиите, религиите и така натаму на светот на световите. По сите наведени истражувања и нови сознанија, задолжително е потребно нова македонска светлина на сите преисториски и историски периоди, а одделно на целокупниот 4 век пред наша ера, како што 1975 година инсистирал професор Елис од Универзитетот Монаш, Викторија, Австралија, во книгата Македонскиот империализам. Бидејќи само народ кој има најдревен палеолитски континуитет на својата писмена, јазична и културна традиција, можел да создаде светско македонско царство од 3,8 милиони квадратни километри, да направи ефикасни перспективни реформи, да спроведе најголема глобална социјална револуција и со филозофијата на македонскиот космополитизам и синкретизам да спроведе глобален проект за сближување на народите, јазиците, културите, боговите, митологиите, религиите и така натаму, тоест за преобразба на светот на световите заради просперитет на целокупното човештво. Ви благодарам. Го слушнавте излагањето на нашиот вечерашен гостин. Господинот Васил Илјов нема потреба посебно да ви го представувам, особено не во Македонија, зашто знаете дека е чест гостин или чест онолку колку што било потребно да се обнароди, да се објави негово најново истражување, добиени резултати од најново истражување, а такви во годиниве наназад имало многу. Би можела и да ви го најавам како еден од најавангардните македонисти кои ги познавам, затоа што без оглед на се, без оглед на реакциите од јавноста, особено на нашата јавност, и тука се сум ви кажала, неговите вистини добиваат на интензитет, иако би рекла
дека во обкружување каде што е тешко да се стигне дури и до времето на Александар и за тоа имаме проблем, вие одите неколкократно поназад, укажувајќи на фактот дека не почнува се од нас и нема ни да заврши се од нас. Па добро дојдовте во Македонија, господин Илиев. Добро ви најдов. Имено конкретно во излагање што го слушнавме, всушност беше кажано, изговорено пред поголем аудиториум во неделата на одбележувањето или чествувањето на големата мајка. Па, тоа беше една манифестација, културна манифестација посветена на големата мајка Божица. И ми направија чест, јас сум благодарен и на општината Центар и на град Скопје, посебно со присуството на министерката за култура, на градоначалникот на општина Газибаба, на градоначалникот на град Скопје, на гостин од Турција, исто така градоначалник од град еден близу до Измир и така натаму. И нормално со многу наши представници од областа на културата, од политичкиот живот, имаше пратеници наши и нормално имаше љубители на македонската археологија, на неолитот и посебно од Сдруженијето на големата мајка. И ме радува што е формирано такво едно здружение и се надевам дека со овој еден сублимат, не со овој мој мал реферат, луѓето добиле основни податоци како за истражувачките центри во светот кои се интересираат за палеолитот и неолитот, за време траењето на култот на големата мајка Божица од палеолитот, значи од 100.000 години пред наша ера, па буквално до денес, за заинтересираноста на големи истражувачи, почнувајќи некаде таму од средината на 19. век поинтензивно, иако тоа може да се каже дека во континуитет има такви податоци за заинтересирани за подревните цивилизации. Посебно ме радува што голем дел млади археолози и студенти биле присутни таму, ученици. Ме воодушеви изложбата на ученици од 4 основни училишта, кај што ја прикажале тематиката поврзана во уметноста нормално, тематиката поврзана со големата мајка Божица, со неолитскиот локалитет Тумба Маџари, а тоа фактички е еден голем дел од континуитетот, од палеолитскиот континуитет на македонската цивилизација. Сите овие работи остават длабоко врежани во сите тие наоди што се пронајдени, да речеме, за последните 20-30 години. Постепено се рушеше мразот или се кршеше мразот, се додека не дојде полека и да се топи тој мраз, нели, на сите тие спротивставувања на оваквите истражувања. И се надевам дека се повеќе и повеќе ќе има истражувачи и како веќе станува цела една плејада на млади истражувачи или на понови, поинакви истражувања кои се прават кај нас во Македонија. Иако имаме многу малку истражени локалитети, освен една пештера, да речеме, со старост некаде од 40-44 илјади години пред наша ера, сепак палеолитот е присутен во Македонија и се надевам полека дека ќе побудат интерес сите овие мои напори во однос на дешифрирањето и во рушење на границите, со поставување на нова апсолутна хронологија на почетоците на македонската цивилизација како улка на светската цивилизација. Така. Таа перцепција за себе, кога станува збор за Македонија, ми се чини дека доживеа своја трансформација последниве неколку години, особено заради фактот што добиваме и се уште добиваме закани од страна поврзани со нашиот идентитет. Ми се чини дека тоа е иницијалната капица или иницијалниот момент за да се свртиме кон себе си малку повеќе, затоа што знаете, ако ве негираат, вие знаете дека сте
дека сте во право, се јавува тука еден природен процес на докажување. Па и на револт. И на револт, меѓу другото, може и така да се категоризира. Меѓутоа, тоа пак допринесе до една своевидна, мислечи ми, ренесанса, кога станува збор за тоа навраќање кон себе си. Сега, како што рековме и пред да влизаме, може би некој има проблем да се врати до времето на Александар, што е нели втори, трети век пред нашата ера. А замислете кој е овој процес на навраќање наназад кога станува збор за вашите откритија. Значи 40.000 години, па 70.000 години, 77.000 години, па и се понатаму до некоја длабока историја, се со цел да се свати дека, како што реков, ништо не почнало од нас и ништо нема да заврши со од нас. Кога ќе ги погледнете ништата така, тогаш и животот изгледа поинаку, и секојдневието изгледа поинаку, и таа перцепција и за себе и за Македонија изгледа поинаку. Упорно се обидувавме, и конкретно и вие се обидувавте да го докажете тој факт. Според она што го знам, комуницирајќи со вас, вашите постирања на интернет предизвикуваат навистина огромно внимание, не само од македонската јавност, туку и пошироко. Па дури еве и еден куриозитет, навистина се изненадив кога еден дел од некој поранешен Македониум видов дека е навистина многу посетен, 20 и не знам колку илјади посетители, што е навистина вака убава бројка, дури комплимент вака за Македониум. Да, ви давали тоа за право да не им обрнувате внимание на овдешните реакции кои сакаат да кажат нешто друго? Добро, во нашите медиуми, електронски или пишувани, има одреден отпор кон овие истражувања. Јас сум благодарен што телевизија Сонце ме покани да ги изнесам и на овој медиум дел од моите истражувања. Меѓутоа, во секојдневниот печат тешко се пробиваат или доаѓаат до искажување, до одредено изопачување на текстовите. Посебно има една отпорност кон датирањата, и јас намерно овде као вака со одреден редослед на староста ги наведов кои се светски центри се занимаваат со овие истражувања. Еве да кажеме, цела таа материја што е ставена во интернет, моментално има некаде 110 видеозаписи кои се ставени во интернет во однос на цела ова проблематика, вклучувајќи и Македониумот, кај што почесто сум бил присутен, и нормално на другите телевизии, да не ги наведувам сега сите, да не случајно заборавам некое, меѓутоа тие можат да се најдат во интернет. Големите научни центри, особено универзитетите, разните факултети кои се занимаваат со оваа проблематика, веќе го имат внесено цел овој материјал во нивните веб страници. Некои се од интерна употреба, меѓутоа денес во интернет тешко да има некоја интерна употреба, бидејќи комуникацијата се шири со забрзена динамика. Еве да дадам овака еден пример, да речеме, бидејќи имам посебна програма кај што ги следам посетите на мојата веб страница што е ставена 95-та година, со истражувачките работи кои се и анализите кои се објавени 96-та подоцна и 1998 година, благодарејќи на разбирањето што го имаше мојот колега Вангел Божиновски како главен и одговорен уредник на списанието, таму се ставени како истражувања, и тоа е првото презентирање во една стручно списање на дел од овие истражувачки работи. Денес тие истражувачки работи се користат од професори на универзитетот во Мадрид, од универзитетите во Италија, во Франција, во Англија, во Соединетите Американски држави, посебно во Канада,
Меѓутоа, голем интерес покажува Јапонија, Кина, Индија, Венецуела, голем интерес покажуваат веќе и арапските држави, може би поради посетата што ја направи емирот на Македонија, а може би поради сеќавањето дека сепак тие биле некогаш составен дел на големото светско македонско царство од периодот на историскиот, викам, македонизам, затоа што имаме и палеолитски македонизам. Значи, овие истражувања веќе го менуваат односот кон истражувањата и односот кон епохите на македонизмот. Вообичаено зборувавме дека наводно македонизмот почнува со Александар Македонски и со царствата кои настанале, не викам јас со распаѓањето на големото македонско царство од периодот на Александар Македонски, туку со преобразбата на тоа царство, а тоа денес најилустративно можеме да видиме со поделбата, да речеме, на Југословенското царство, Југословенската држава или кралството Југославија во минатото, настанале сега и други држави. Меѓутоа, тоа не значи дека нема комуникација на народот, на народите кои тука живеат, на оваа цивилизација која продолжува. Заедничките интереси се многу важни. Од тој аспект, ако се согледа, да речеме, едно Македонско царство на македонскиот полуостров според терминологијата на Клавдий Птолемеј. Ако се согледа големото Селевкиско царство, Птолемејското царство и околу 10 или 12 некаде други царства кои никнале или се отцепиле од големото Македонско царство, тие меѓу себе, сите тие династии се скоро, не скоро, туку сите се македонски династиите, градовите кои се формирале, околу 70 градови од периодот на Александар Македонски и околу 110 градови од Селевкиското царство. Значи, за еден краток период, некаде од 40-50 години, се создадени околу 180 нови градови, кај што во Селевкискиот период и во периодот на Александар Македонски, како македонски цареви и македонски династии, фактички се иселени околу 1 милион во почетокот на проширувањето на Македонското царство, а потоа се таму до втори век пред наша ера, па според некои податоци и до втори век, трети век наша ера, значи се иселени од овдека околу 2 милиони македонци и драго ми е сега што се отвориле архивите на Кина, архивите на Индија, архивите на централно-азиатските држави со долгогодишните истражувања по 40 години, по 80 години истражувања и сега гледаме дека македонските царства кои се наследнички на светското македонско царство од периодот на Александар Македонски, имале во втори век пред наша ера воспоставени дипломатски односи со царствата во Индија и со тогашна Кина, благодарејќи на тие податоци што сега се ставени во интернет од страна на нивните архиви. Проблем број 1 веројатно представуваат заблудите од минатото. Тие што биле поголеми држави или светски сили имале можност да интервенираат во свеста во научната свест на истражувачите и сега постои некоја опасност да не бидат третирани како ненаучници и затоа по некој автоматизам се повторуваат грешките од 19-тиот век, од 20-тиот век, па и од почетокот на 21-тиот век. Треба да се има храброст, да се надминат заблудите на минатото, за да може да станат, како што рече доктор Лидија Славевска, да бидат слободни луѓе, за да може да размислуваат со своја глава и да се користат во автентична состојба артефактите, пораките на тие артефакти, пораките на дојдените автентични податоци до современата наука.
мислам дека дојде време за целосно, ајде да не кажам ревидирање, али преразгледување и на историскиот континуитет, а посебно на палеолитскиот, значи на неолитскиот континуитет, затоа што ние немаме дисконтинуитет во развојот на македонската цивилизација. Ние имаме и сме едни од ретките, да не кажам и единствени во светот, кои имаме доказ за палеолитски континуитет со идентификација на име на народот и со идентификација на име на државата, нели, таа огромна територија на Зета, или денес со отварањето на темниот вокал ќе кажеме Зета Македонија. Тоа веројатно предизвикува одреден отпор и од западната историографија и од денес би рекле нели балканската историографија, од соседите со кои што ние граничиме. Македонија е една од ретките, а можеби и единствена овде како е граничи сама со границите на својата етничка територија. Ќе го цитирам овде господинот Плевнеш, кој во една прилика негде прочитав има изјавено Македонија, само Македонија е иста со бескрајот, зашто само Македонија и бескрајот граничат сами со себе. Сакам да ве прашам следно, во сето ова што го говориме и што го говориме долги години наназад, некако наоѓа се повеќе своја подкрепа во она што е пронајдено како, не знам, интензивна работа на археолошките локалитети, она што значи полека, ама сигурно создавање на таа слика со испразнати коцки кои нели биле надополнувани со некои други податоци за да настане хаос, едноставно класирање на некои теории кои биле земани здрави за готово и цели генерации нели биле растени и учеле тоа на училишта. Што после сето ова, значи од овој 21 век како една почетна позиција на посматрање на сета таа историја и особено во вакви времиња, невремиња кои што се уште не завршуваат за Македонија. Значи како сето ова да го поставиме како аргумент за нас во нашата активност на решавање на проблемите околу Македонија. Знаете, ке речат, ама ние сме мали, ние сме нова држава, па што е битна историјата, треба да гледаме кон иднината и така натаму. Се некои флоскули кои упорно и покрај сите овие очигледни факти нели фрлаат прав во очите за да се стави во некоја фиока и да се оди понатаму модифицирано, не знам, според некој нов тренд. Тоа инсистирањето на одредени политичари во светот, па и кај нас, за промена на името, има некоја резонанса, веројатно, негативна и многумина се обидуваат да не наблегуваат во ова фаза на истражување или да не си ги кажуваат резултатите од истражувањата, иако знаат дека поинаква е вистината. Храброста на една генерација нови македонски научници се состои во тоа што последните 20 години ги објавувале своите трудови и ја промениле сликата за развојот на македонската цивилизација. Посебно ме радува што современите македонски архитекти, не сите, али еден голем дел од архитектите во Скопје и во Македонија, со работка на скулптори, на уметници, на историчари на уметноста, на градоградители, со специјалисти што ги имаме во современото градежништво, со техниката која денес ни овозможува да можеме да ги репродуцираме или да градиме современи објекти со сите оние иновации што потекнуваат од континуитетот на македонската цивилизација, веќе стануваат стварност, барем во централното градско подрачје на Скопје, а тоа се надевам постепено наоѓа
поддршка и од други архитекти во други градови во Македонија. Восхитот што го чувствувам кај многу посетители на Скопје, значи туристи од различни провиниенци, од различни држави. Да речеме, пред некој ден бев на плоштот од Македонија, беше дојдена цела една група холанѓани, па имаше англичани, на прославата на 4. мај, на годишнината од смртта на Гоце Делчев. Таму слушав различни говори од различни држави, и на српски, и на бугарски, и на англиски, и на холандски, и на руски, и на грчки и така натаму, нели, нормално имало и на македонски. Тоа кажува дека восхитот нивен со ново едно откривање на придобивките на македонската цивилизација во реализација на сите овие проекти како современа архитектура и современ урбанизам. Нормално при таков еден огромен проект, евентуално може да се случат и одредени пропусти, ама тие се минимални во однос на основниот концепт, кај што се создава, почнувајќи од музеј на град Скопје, па се надевам дека ќе продолжи некаде до Јустинијановиот акведукт, дека ќе има една улица на македонската цивилизација, кај што во одредени етапи ќе бидат презентирани одредени репери на врвни личности од македонската цивилизација, и се надевам дека град Скопје со сите овие напори што се прават добива сосема друга урбанистичка и архитектонска слика, и централното градско подрачје ќе биде еден вид како мемориски архив на се оно што било инвентивно на кај нашите предци во однос на архитектурата и урбанизмот. Значи, големата мајка, се надевам ќе најде свое место во новата зграда на музеот, на археолошкиот музеј покрај Вардар, како што со извонредни информации, податоци и анимации, па и со уметнички дела е изграден и презентиран музеот на македонската борба покрај Вардар. Значи, македонската цивилизација со тоа покажува дека е една од најдревните и дека е лулка на современата цивилизација на светот. Бидејќи ја гледам пред вас митологијата на македонците од Ристо Поповски, еве да го завршиме нашиот денешен разговор со еден голем поздрав до него. За нашите гледачи тој е еден од одбраната група авангардни македонисти кои што со својот допринос многу видливо нели помогне да се надополнат оние коцки што недостасува, што ги спомнавме пред малку, да упатиме еден срдечен поздрав до него, зашто претпоставам дека не гледа преку интернет или преку сателит, сеедно, не е важно како, меѓутоа тоа што не е во Македонија, некако успеваме да го премустиме со новиве начини на комуникација што ги носи технологијата. Она што останува за крај на денешна емисија како последно прашање, после сите овие сознанија, како интелектуалец, да ве прашам како гледате на сите овие преговори со името, и нели е логично чувството и многу човечки, особено ако сте не мора да сте сам да сте стигнале до тие сознанија како вас, нели, со долгите истражувања сите овие години. Доволно е да сте прочитале нечии туѓи резултати од сознанија, па да ви станат јасни некои нешта. Меѓутоа, човек што држи до себе, претпоставам дека мисли исто како мене и вас, не треба ли да упорно да чукаме на некои порти каде што упорно не ни ги отвараат, за сметка на тоа, заборавајќи величината на она што сме и континуитетот на она што ние треба да го продолжиме и за идните генерации македонски. Јас имав околу 3 години колумни во Нова Македонија, значи 2008, 2009, 2010 година, па нешто и 2011.
кај што се осврнав на овие теми. Прво реков дека независно што сите овие држави на Запад се формирани на територија на Великата Зета Македонија. Ако евентуално толку инсистират да го промениме ние името, јас предложив нека они си ја наречат целата територија како што била, да кажеме, пред 40.000 години, барем за толку имаме податоци и во Франција, и во Шпанија, и во Норвешка имаме некаде со 3000 години, па имаме во Холандија, во Италија, во Германија и така натаму. Реков, нека наречат својата територија на Европската Унија, бидејќи таму нема разбирање за ова работа, Зета Македонија, нека сите се наречат македонци, ние ќе нема зошто да се лутиме, туку ќе бидеме благодарни што ќе завршат сите овие недоразбирања околу името Македонија. Так. Второ, реков дека никој во светот не преговара за промена на своето име и на својот идентитет. Ние сме уникатен случај кој е наметна со еден нерационален или ирационален проблем кој вештачки е создаден. Веројатно, јас не се бавам со политика, меѓутоа, веројатно, од нечии интереси, јужниот сосед, и тоа го напишав во моите колумни, плашејќи се за 2013 година, кој ќе се исполнат 100 години од тој катастрофален, може би не договор, туку таа средба која била на 10 август 1913 година во Букурешт, и таа поделба, не викам на 4 или на 3, туку на 5 дела моментално, потесната етничка територија на Македонија, зашто кога ми викат ние сме мала земја, јас викам кога ќе се срушат границите, тогаш ќе се види колку е голема Македонија, затоа што ден денес ние имаме топоними со македонска етимологија во Португалија, во Шпанија, во Франција, во Италија, во Норвешка, во Германија, низ цел овој македонски полуостров кој по некое задоснето преименување и натаму продолжуваме да го викаме Балкан, со тој комплекс, македонско-анадолски културен комплекс. Јас имав прилика да разговарам со гостинот кој беше од Турција, и они таму се викат како егејци, затоа што се покрај Егејското море. Не заради тоа што они потекнуваат од Егејска Македонија, и прв пат се видовме како 100 години да се познаваме, значи ист менталитет, затоа што претежно покрај Егејскиот брег живеат наши македонци кои се од овдека иселени по различни основи. Некои од религиски аспект, некои од економски аспект, некои од некои други политички недоразбирања и така натаму. Значи, името Македонија, според мене, и македонската цивилизација не смеат и не можат да исчезнат, затоа што без тоа име и без македонскиот јазик не ќе може да се направат многу дешифрирања на артефакти кои ќе се пронајдат во иднина во различни земји на Европската денешна Унија, во Азија, во Африка, кои ако не се направат ќе останат и јадници, викам, и милиони страници непополнети од палеолитот па до денес. Затоа треба да бидеме горди што одиме исправени и размислуваме со своја глава на овој македонски полуостров најмалку 600 или 700 илјади години. Ви благодарам за гостувањето во емисијата, ви благодарам што уште еднаш подсетивте колку е голем поимот Македонија. Ако сакате, сватете го вертикално, ако сакате, сватете го хоризонтално, и по двата основа големината ни дава за право ова што велите да одиме исправено. И една друга работа што ми падна на памет слушајќи ве, прочитав некаде
дека Европа без Македонија е Европа без късмет. Ова како порака од овој Македонија за европјаните. Ви посакувам се најубаво, ви посакувам уште многу успешни сознанија со кои ќе не израдувате во некои идни изданија на Македониум. Ние се гледаме и се слушаме како и обично. Јас ви благодарам што ми направивте голема чест и што ми отстапивте простор да поразговараме за најголемата можеби тема на Европа, на Азија и Африка, а тоа е темата Македонија, затоа што таа тема ги обединува сите овие три континенти и дури сега ќе можеме да си ги најдеме прапочетните корени на светската цивилизација. Македониум затоа постои се додека има луѓе како вас. Ви благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани наши, за вниманието. Се гледаме во четврток во 21.